Сашо Димитриевски, директор на АЕК, кој што може да каже од аспект на регулативата и на правените мерења на кратко тест период што беше, колку што е леечки ги кажам работиве, колку е тоа ниво на зрачење и колку е тоа и како е тоа регулирано. Сашо, ти да одбори. Благодарам, Анџук, на поканата. Поздрав до сите кои што најде време да се приклучат на оваа интересна расправа околу 5G. Ти спомна дека АЕК е регулатор, меѓутоа карактеристично за АЕК е дека за разлика од многуте регулатори во Европа, АЕК има и улогата да врши контрола и мониторинг на фреквентниот спектар, кој што најголемиот дел од регулаторите во Европа го нема, така да затоа и воопшто можеме да разговараме ние тука. Минатата година, при крајот на минатата година, тоа е и наша законска обврска, извршивме мерења на неонизирачко зрачење и ги искористивме двата предаватели кои што Телеком ги има инсталирано во центарот на Скопје, кои што зрачат 5G сигнал, за да во целата калкулација на мерења ги прикажеме резултатите како вијат 5G зрачењата. Мислам, сега не би тука во детали ги образложува, затоа што тие се јавно објавени на веб страната на агенцијата, но она што можеше да се покаже, а тоа е, ние го мериме, ја мериме јачината на електромагнетното поле. Во суштина се покажа дека сигналот на, да кажеме, на УМТС, на ЛТЕ антените имаат со 4% поголемо, посилно електромагнетно поле во истата точка од 5G антените кои што во моментот беа во функција за да се изврши мерењето. Мерењето на 5G сигналот беше направено во скоро лабораториски услови, значи само еден 5G телефонски апарат беше во моментот вклучен, што значи целата снага на предавателите беше фокусирана и сконцентрирана на еден телефонски апарат, така да беа фактички измерени максималните можни зрачења кои што може да се очекуваат од 5G антените. Ние свикавме на јавна расправа минатата година при крајот и ги презентиравме сите овие мерења. Секако после тоа беше фрлена една анатема на нас како сатанисти кои што го поддржуваме развојот на 5G технологијата, и можам да ви кажам дека безброј пораки, што приватни, што мейлови пристигна и на лични адреси, и навистина отпорот во моментов е многу голем од страна на граѓаните. На моменти се граничи со хистерија, можеби. Но она што можам па да кажам од друга страна е како оваа година сум и во бордот на БЕРЕК, тоа е телото на регулатори на Европската комисија. Еднаш неделно имаме состаноци и една од неколкуте точки секој четврток е и ситуацијата со 5G во Европа. Значи, за разлика од Македонија, кој што имаме разни пишувања и петиции и така натаму, во Европа веќе имаме, тоа може да го почитате, тоа е вистинска ситуација, дека луѓето физички се справуваат со ново поставените 5G антени. Значи, официјално беше информирано од представникот од Велика Британија дека таму се палат антени. Во Белгија се случува истото и Европската комисија исто така, заради сериозноста на оваа ситуација, издаде едно соопштение околу штетноста или нештетноста на 5G антените, така да ова е, да кажеме, некоја хистерија која што владае во цела Европа, не е само кај нас. Како што Петар спомна, најчесто штетноста ја поврзуваат со високите фреквенции на кои што би се користеле евентуално за 5G мрежите. Она што досега во Европа се користи е до 3,6 ГГц. Единствено во Америка се користат 28 ГГц, тоа на целата територија.
додека во Европа исклучиво се користат спектри кои што и досега беа користени за сите останати технологии, значи до 3,6 ГHz во сите технологии имаме во моментот зрачење, така да ништо радикално нема да се случи ако во овие спектри понатаму се зрачи со 5G антените. 5G зрачењето кое што ние го измеривме изнесува само 10% од максимално дозволеното јачина на електромагнетно поле и согласно тоа ние можеме да кажеме дека зрачењето на 5G антените било многукратно пониско од максимално дозволеното. Не навлегуваме дали тоа е штетно или не е штетно, тоа Петар веќе добро го објасни. Тоа останува на здравствените работници да го... Едно прашање дали може, извинувам ќе те прекинам само кратко. Дали во моментот зрачи 5G некоја антена во Македонија? 5G антените кои што се поставени... Не, го прашуваат многу луѓе за тоа, се вртат спекулации дека имало и од тој аспект е прашање повеќе. Значи, ако отвориш сега Facebook, ќе најдеш милион слики како граѓани објавуваат дека ноќеска додека бил полициски сат, се поставила некоја 5G антена во Битола, па не знам каде. Значи, во моментов фактички две антени има поставени, едната е на зградата на Телеком и другата е на соседната зграда. Значи, тие две антени не се, тие два предаватели не се активни, служат, се активираат само во моменти кога се вршат тестирање, и тоа беше еднократно тестирање минатата година, кога Телеком само ги презентираше брзините кои што ќе се постигнат со 5G мрежата. Инаку во моментов активни предаватели во Македонија се уште нема. Ти благодарам за поведот. Поради да се дава следен го замолувам Владимир Атанасовски, професор од Институтот ТЕК од нашиот факултет, да каже негово излагање на оваа тема. Наштавме некои работи, повели. Благодарам, Манџук, поздрав до сите. Баш ми е драго вака што се гледаме и што дискутираме на тема. Мене ми е особено драго што со колеги од Фелата сме во иста група во која што може човек и послободно да дискутира и знае дека луѓето ги разбираат работите и не мора да се убедува со секакви ботови по социјални мрежи што било, како било, зошто било. Кога зборуваме за зрачење, зашто сега дискутираме за него, кога денонокно се зрачиме со какви да се други геовци од технологии или домашен Wi-Fi или било која друга технологија која што не ни пречи, сега одеднаш фамозно некако почна 5G да ни пречи. Изворот на сето тоа од каде стварно не би можел и да го лоцирам, делува дека е во некои теории на заговор, да не навлегуваме во тој момент. Понатаму се обидов некои од оние трудови од лекарите, од лекарската фела која што објаснува за зрачењето, објаснува како тоа имало големо зрачење, колку е тоа штетно. Симнав еден труд случајно од International Journal of Oncology, кој што има страшно голем импакт фактор. Во нашава фела тоа многу значи, нели? И го пишувале лекари во кој што во абстрактот имате таков пластичен опис на останатите институции што просто бев запрепастен. Мислам, ние како технички лица никогаш не сме се обиделе да напишеме абстракт во кој што некого ќе обвинуваме. Таму имаш обвинување дека ИЦ НИРП е индустри лед асоциација, ВХО е корумпирана. Мислам, труд што проаѓа во журнал, кој што е напишан како жолт печат, искрено не би сакал да верувам во него и да ми биде релевантен извор на информација. Но ако го тргнеме тоа на страна, да ги погледнеме фактите. Голем број луѓе зборуваат за тоа дека Светската здравствена организација го става РФ зрачењето како канцерогено. Тоа е точно. Значи, ако ја погледнете страната на односно класификацијата на канцерогените материјали, субстанци, како сакате крстете ги, имате РФ зрачење кое што е вклучено во одредена група. Прашањето е сега како го толкувате, кога ќе кажете дека да, РФ зрачењето е потенцијално канцерогено. Во која група е сместено?
РФ зрачењето е сместено во истата група во која што, верували или не, е сместен на англиски pickled vegetable. Корнишони се сместени во истата група по канцерогеност како РФ зрачење. Во истата група е сместено талк паудер, пудра со талк, што ја користиме, јас имам мали деца со бебиња, мислам, во истата група е сместено РФ зрачењето. По канцерогена група, по висока група од тоа е процесирано месо. Значи, ако денеска било кој од нас јадел некакво си процесирано месо, некоја салама, па да не зборуваме за црвено месо, веќе се драстично поголеми шансите да примил канцерогени субстанции отколку што е РФ зрачењето, а па алкохолот е во највисока варијанта, значи напите се едно пиво денеска и готово зборуваме за две класи пострашна канцерогена субстанција од РФ зрачењето. И благодарам многу, колега. Повели Миле Кокотов, вие говорите за преска. Здраво на сите, се слушаме ли прво да проверам дали микрофонот ми работи? Да. Супер е, да, повели. Добро вечер. Во убава панел дискусија за 5G и технологијата и ја поздравувам. Она што сакам да го кажам дека од секојаш имало и ќе има скептици и луѓе кои што ќе веруваат дека земјата е рамна, ќе веруваат дека човекот никогаш не стапнал на месечината, теории на заговор, ќе веруваат дека не постои вирус, исто како што ќе веруваат вечно дека 5G ќе биде опасно. Како и да ја наречеме. Некој спомна да не биде тоа G во името или не знам. Како и да била наречена, луѓето ќе има одреден дел од луѓе и граѓани во општеството кои ќе бидат против тоа. Поголемиот дел од нив не се свесни. Зошто? Веројатно има некои кујни кај што се подготвуваат овие видеа, се даваат пари, некои видеа се снимени и со пари, не е тоа само без пари. Некому тоа оди во прилог, не сакам да навлегувам во тоа, но јас би сакал да дадам еден придонес на оваа дискусија со некои мои видувања кои што ги објавив на мојата веб страница и во списанието Емитер. Понекогаш објавувам такви работи во врска со електромагнетното зрачење. Како што милуваат некои да кажат, зрачење, тоа се електромагнетни бранови и ете, веројатно овде има и присутни кои не се доволно стручни, сакаат да слушнат. Ја би одел со еден јазик попросто да објаснам, како што тоа го стори во неколку мои статии на веб страницата. Да речеме, постои опасно зрачење, ионизирачко. Зошто е опасно? Затоа што врши ионизирање на нашите ткива. Со доволно енергија на фотоните, кои се составен дел на електромагнетните бранови, а тоа зависи од нивната фреквенција, колку фреквенцијата е повисока, толку енергијата на фотоните е помокна. Доаѓаме до еден дел кај што се делат електромагнетните бранови на ионизирачки и неионизирачки. Неионизирачки се од ултравиолетовата светлина, што ајде не ја гледаме неа, но веќе виолетовата ја гледаме, па целиот спектар на видлива светлина, таа има огромно поголема фреквенција од онаа што се користи во 5G или во било кој друг радио предавател или радио уред. Wi-Fi тие да не ги ни споменувам, тие се толку мали што не треба воопшто да постои дилема дали се опасни или не. Ќе докажам со прости факти, логички факти. Секојдневно сме изложени на сончева радиација. Сонцето зрачи со голем спектар на фреквенции и огромен дел од својот спектар паѓа на ионизирачко зрачење, кое што е многу опасно. За среќа не штити од ионизирачкото зрачење атмосферата над нас, па судирајќи се тие мокни ионизирачки зраци со молекулите на воздух, ослабнуваат така да доаѓаат до земјата со многу ослабен интензитет. Освен тоа, сите гледаме сонцето дека е многу јако. Видливиот дел на спектарот го гледаме. Нашето око
представува еден радиоприемник за одреден дел од електромагнетниот спектар кој што го викаме светлина. Светлината е многу повисока фреквенција од 5G. Да го земеме примерот. Нели вика овие што се плашат од 5G дека поради високата фреквенција тие носат поголема енергија. Да, повисока фреквенција носи во себе фотоните поголема мокност, поголема енергија од пониската фреквенција. И по таа аналогија, најниска фреквенција имат ниските радиобранови, долгите радиобранови, па средни, па кратки, па ултракратки, па доаѓаме до микробрановите кои што ги имаме сите по дома Wi-Fi уреди. Нивната мокност е некаде максимално околу 80 до 100 миливати. Израчена преку една неефикасна антена во просторот, тоа е занемарливо. Ја ве убедувам, сум присуствувал и сум учествувал во повеќе научни трудови за мерење на неионизирачко зрачење во Штип и во магистерски и докторски трудови. Исто така и дома кај мене повеќе пати сум мерел и тоа ги објавувам резултатите на мојата веб страница. Која е вашата веб страна? Може да ни ја ставите подоцна да имаме? Миле Кокотов ќе ви излезе QSL.net, ќе ја пуштам овде. Океј, пуштете ја подоцна, да. Повеќе. И, значи, доаѓаме до микробрановите, кај што е и нашата микробранова печка, која што едно време викаа во Русија била забранета. Значи, тие заговорници се служат со неточни факти и вадат од контекст на некој, можеби и научник, кој што ги кажал некогаш, ама го вади тоа од контекст само она што му е битно за својата теорија да ја докаже дека има штетност 5G зрачењето и прави хистерија, видеа и така натаму. И си добива следбеници. Каде е нашата грешка? Предпоставувам што не сме доволно како нив или мотивирани или не сме активни да докажеме дека новата технологија носи развој на човештвото. Без ниту малку сомнеш дека има некаква опасност по здравето. Јас сум убеден, ве убедувам и вас. 40 години се занимавам со РФ техника. Комуницираме преку месечината со огромни мокности. 1500 вати предавател, помножено со 26 децибелна антена која што гледа према месечината, тоа е 10, 100, 400 пати множење на таа 1500 вати предавател. Тоа е огромна мокност и ние тоа го работиме секојдневно. На 432 МГц, на 144 МГц и никаков проблем нема. Единствено нешто што можат радиобрановите да направат, неионизирачки, нормално. Овие сите до светлината се неионизирачки. Од еден дел од ултравиолетовата па нагоре доаѓаат меките рентген зраци, средни па тврди рентген зраци, па понатаму доаѓа радиоактивното зрачење и на крајот се гама зраците кои што се со многу повисока фреквенција и затоа се поопасни. Ама таа фреквенција е милиони пати повисока од оваа за која зборуваме за неионизирачко зрачење. Од друга страна, нели фреквенцијата колку е повисока, толку е поопасна. Светлината е илјадници пати повисока од највисоката 5G фреквенција која што било кога ќе се употребува, барем во оваа рамка во која ние сме свесни, нели до зашто радиобрановите се до 300 ГГц. Светлината е илјадници пати повисока фреквенција. Со тоа илјадници пати помокни се фотоните и имаат илјадници пати поголема шанса да направат ионизирање на тивото, ама не го прават затоа што немат доволно енергија, испитано, а ние ги гледаме. Нашето око е рецептор за видливата светлина. Друго, сите по дома имаме инфрацрвени греалки. Инфрацрвената светлина е невидлива. Тоа е дел од електромагнетниот спектар кој што е исто така илјадници пати повисок од 5G фреквенциите. И носи со себе огромна енергија. Со само факт дека фреквенцијата е илјадници пати поголема. Да не говорам за интензитетот на мокноста. Една инфрацрвена греалка дома со која се грееме и уживаме зимото,
е 2, 3, 4 илјади вати. Помножена со рефлектор од позади околу 10 децибела тој има засилување, тоа е 10 пати поголема мокност, значи 4000 вати по 10, 40.000 вати зрачи кон нашето лице, кон раце, со огромно повисока фреквенција од 5G, и ние уживаме во топлината на инфрацрвените греалки и никој не се плаши од тоа и не треба да се плаши. Зашто нема место за страх. Сонцето, да, опасно е ако изгориме, ама сонцето емитува, како што кажав, и ултравиолетови зрачења, и радиоактивни зрачења. И пак никој, има студии кои што кажале дека радиоактивните зраци на сонцето, да, можат да предизвикат рак на кожата, ама колку од нас не се сонче, заради тоа што прочитал дека сонцето е ужасно опасно. Напротив, сите се сончаме, зашто имаме бенефит од витамин D и така натаму. Хајде да се вратиме на јонизирачкото зрачење. Значи, тоа е стварно опасно. Ако бидеме изложени подолго време на поголем интензитет на јонизирачко зрачење. X зраци, рентген зраци, гама зраци, кои се најопасни. Затоа што имат повисока фреквенција. Но и со гама зраци постои лек кој што ги зрачеме луѓето. Во секоја медицинска поголема установа има гама нож. Се бориме, лекуваме луѓе со гаматрон, со гама нож. И пак тие луѓе не умираат од зрачењето, туку од она со зрачење сакаме да го уништиме. Тоа е кантер. И така натаму. Значи, тоа е една работа. Сакам да кажам, инфрацрвените греалки ги имаме сите по дома. Ништо не ние. Напротив, уживаме во нив. Со многу повисока фреквенција од 5G, интензитет да не говорам. 40.000 вати израчен мокност. Радиофреквенција. Радиофреквентна мокност. Од друга страна, не знам, ама мислам дека најголемата мокност на уредите за 5G, за базни станици е некаде испод 50 вати. Добро, има антени кои што имаат десетина децибели засилување и тоа е тоа. Но зрачењето опаѓа со квадратот од растојанието. Да, тоа го кажа и преходните соговорници. Единствено може да осетиме најнапред, ако нешто е штетно, ќе осетиме малце дека почнува да се загреваме, топлина. Па потоа поголема топлина, ама такво нешто не постои, нели? Ако би било штетно. Овде спомна некој дека во Америка и во Русија имаат, точно е, такви, јас сум ги видел, уреди за non-lethal разбивање на народни маси, на демонстранти и така натаму. Тие користат 90 ГГц радиобранови, микробранови. 90 ГГц. Рековме 5G, ако следевте, до 90 ќе биде некогаш. Сега е далеко од тоа. 90 ГГц. Самиот уред на тој non-lethal weapon за разбивање на народни маси не смртоносно орудие за разбивање на народни маси е 124 киловати. Со себе носи генератор за струја тоа возило. 124 киловати мокност на предавателот, тоа е, помножете, видите, базната станица најсилна е 50 вати за 5. Значи, не се споредува. Друго, антената. Вино, во моментот додека разговарате, ни пратија ваква една слика од Томислав, што баш ова што го зборите е подетално. Слично на ова имам на мојата веб страница, ќе видите, значи, ете, многу убаво објаснето. Со зголемување на фреквенцијата, а намалување на брановата должина, овде во ламда е означена во метри, се зголемува мокноста на фотоните, енергијата на фотоните кои што ја носат со себе и кои што можат да предизвикаат
не дај Боже ионизирачко зрачење, ако фреквенцијата е кај X зрачење, значи видите каде е видливата светлина? Некаде на средината. Десно имаме инфраред, инфрацрвени, уште подесно микробранови, тоа е сето тоа безбедно. Значи десно од видливата светлина е безбедно. Лево од ултравиолетовата светлина, која што веќе не ја гледаме со нашиот рецептор за радиобранови, приемник за радиобранови, што ја викаме светлина, веќе доаѓаат X зраците, меки, средни, хард X зраци и доаѓаат радиоактивното зрачење гама зраците. Тие се опасни, но и со тие пак човекот ги служи во служба на човекот се прегнат. Доаѓаме до друго. Сите во домовите имаме светилки. Сите. Јас сега 4 светилки имам уклучено. Едната е 50, 60 вати, 100 вати. Таа емитува радиобранови, електромагнетни бранови, во видливиот спектар, затоа ги гледаме. Тие имаат огромно поголема енергија на фотоните во однос на 5G. И ние никој не викаме дека се плашиме, дека ќе не значи, на нашите глави е на 1 метар од главата. Никој не вика за тоа ништо. Но се сложувам поради интересните написи на луѓето кои што и кои што дали од интерес, веројатно. Многу земји заостануваат во имплементација на 5G и сигурно си имаат своји долгорочни планови како да се справат со тоа, да го забават развојот кај соседите, кај Кина, кај овие, кај оние што отишле понапред. Па употребуваат, дават пари, се разбира, не експлицитно, туку даваат пари на некој NGO кој што ќе направи такво и такво видео за сметка нивна и така натаму. Значи тука не навлегувам во тоа, јас сакам да предочам факти. Нема никаков сомнеж. Тоа го тврдам со целото моје искуство и знаење. Ниту ќе постои до видливата светлина, ама зрачете се толку што сака. И тоа е дури полезно. Зошто да не ја гледаме и другата страна на медалјата? Полезно е, луѓе. Ја тврдам. Ви благодарам. Само оставете вашата веб страна. Збор побара Томислав, а потоа Сашо Димитриевски. Поведи Томислав. Добро, јас само кратко. Одлично излагање имаше мојот пријател Миле Кокотов. Тоа вистина убаво објаснал да се едноставни зборови. Додадам само во врска со следното, помна Владко Стоилков. Да, тоа е секогаш присутно, опасноста е присутна, но секоја нова технологија и секој нов изум дава можности за злоупотреба. Освен бенефитот кој што го пружа за развој на општеството и така натаму, пружа можност и за злоупотреба. И тоа е секогаш, свесни сме сите дека ќе постои и постоело, но треба да се направат соодветни регулативи за да се избегне, да се сведе на минимум таквата можна злоупотреба. Што се однесува до препорачаните вредности, многу сакам да потенцирам препорачани, не се дозволени на Меѓународниот комитет за заштита од неионизирачко зрачење, ИЦНИРП. Значи таму нема до ова зрачење е нештетно, а над ова зрачење е штетно. Нема таква работа. Има препорачани вредности кои што секоја година сме сведоци дека се зголемува прагот на препорачаните вредности кои што се сигурни, а натаму не знаат што е. Значи не се препорачани. Не е дека се тие забранети или штетни или не знам што. Реков јас, прво ќе осетиме топлина, па потоа се друго. Што се однесува до злоупотребата преку можност за следење, не знам, можност за секакви теории постојат, тоа по мене кому би сметало кому би пречело да вулгаризирам, да бидеме следени. Тој што сака да се занимава со недозволени активности, со кражби, со не знам што, тој не сака да биде следен, ама тоа е веќе друга тема, да. Овој Томислав, да. Ти благодарам. Овој Томислав. Да, само кратко, криптоаналитиката со криптологијата се во вечна борба. Моментално водат хакерите за сега, ама тоа не значи дека нема да ги стигнат. Таа е вечна борба која што не престанува, за професорот Стуков ова.
И тоа е присутно уште од раните фази на развојот, од појавата на првите телекомуникации. Не е ново во 5G што ќе. Единствено нешто што би кажал е дека ако сака да ве следат, ќе ве следат и со 1G, а јас немам проблем, јас сакам да ме следат, нека ме следат. Кога одам на планина, ми треба да ме следат, да си ја видам рутата, да видам профилот, колку сум си искачил, elevation gain, да видам. Исто кој ќе трчам, сакам да видам колку просек трчам. Добро, малку да ја упрости ме работава на тема борба, вечната борба меѓу доброто и злото. За среќа, доминантно е доброто победува. Точно. Па ако нема друго да превршуваме оваа дружба, јас како некој поенти што вака ми пролетаа додека течеше разговоров, мислам дека ја начнавме темава доста сериозно. Издвоивме здравието, приватноста, безбедноста, можеби не разговаравме за потенцијалната примена од имаше и такви некои прашања, меѓутоа ги начнавме работи и како најглавен заклучок според мене е дека е потребен поголем институционален настап на работава. Значи, факултетот наш Електо да застане со свој отворен став како факултет, АЕК како што има застанато како АЕК, МИО, Министерството за информатичко општество како Министерство за информатичко општество и да на поедноставен начин се објаснува на луѓето за што станува збор и дека тоа не е лов на вештерки или нешто толку страшно, меѓутоа треба некоја стратегија која што можеби не зависи само од нас, меѓутоа ние може да почнеме како Електо факултет за старт, барем тоа го гледам. Ако некој сака нешто завршно победете? Дискутиравме многу за 5G и детали околу 5G, меѓутоа некако постојано сме фокусирани исклучиво само на зрачењето. Значи, ја третираме технологијата како да постои само радиодомен. Забораваме дека 5G не е само тоа. Значи, забораваме дека е малку посложен систем кој што воведува и други новитети, кој што во тек на години ќе се имплементира и ќе воведе многу нови мрежни концепти кои што ќе бидат крајно иновативни во поглед на она што еден network инженер фактички го работи како такво. И се согласам со претходните дискусии, посебно со директорот на АЕК, дека треба и операторите дефинитивно треба да земат поактивно учество, затоа што во крајна линија ова е бизнисот, односно она од кој што ќе реално ќе прави пари од оваа технологија се токму тие. Слушај, на сите честит 1 мај. Утре ни е празникот, знаеш, 1 мај од времето. На сите честит 1 мај. Инаку во Америка им веруваат на авторитетите. Кај нас по дефиниција на Балканот не им веруваме на авторитетите. Повеќе ќе му веруваме на Амди Бајрам, на пример. Нажалост, нажалост и тоа сте управо, да. Добро, почитувани колешки и колеги, се гледаме следната дружба. Ако немате друго, станете ми здрави и живи. Среќен празник утре. Ако правите скара, внимавајте кај правите и уживајте. Поздрав!